Во Приштина се одржа мал протест пред амбасадата на Словенија за поддршка на лидерот на Алијансата за иднина на Косово Рамуш Харадинај, кој беше притворен на аеродромот во Љубљана под налог на српските власти од 2004 година. Тој во Србија е обвинет за воени злосторства. Харадинај е и поранешен премиер на Косово. Во Тбилиси илјадници луѓе волонтираат за расчистување на грузискиот главен град по поплавите од пред неколку дена. Тимот на волонтери за време на чистењето открил тело на 25 годишна девојка, со што бројката на жртви се искачи на 19, а 3 лица се уште се водат за исчезнати. Во главниот град на Ерменија се одржаа протести пред зградата на владата против зголемување на цената на струјата. Демонстрантите фрлаа јајца и домати врз објектот и побараа комисијата која одредува цената на струјата да го поништи зголемувањето. Во Кишињев исто така се одржаа протести пред Националниот центар за антикорупција. Тие бараат поголема истрага за тоа како милијарда долари исчезнале од молдавските банки. Парите исчезнаа кратко пред одржувањето на изборите во ноември минатата година. Сумата изнесува околу 1/5 од бруто домашниот производ на земјата. Во северозападниот пакистански град Пешавар беше најавен почетокот на светиот месец по повод Рамазан, еден ден по собирањето на листата со имиња од луѓето кои соопштија дека ја виделе новата месечина која го знаечува почетокот на празникот. Муфтиите побараа напори од властите празнувањето на Рамазан да започне да се слави на целата територија во истиот ден. Во северниот дел на Пакистан Рамазан започнува да се слави ден претходно.